Фудбалскиот спектакл Суперкупот на Европа на почетокот од август меѓу Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид, Скопски Пиволент и многу други настани кои ќе ги забавуваат скопјани и посетителите. Градот Скопје нуди одлична забава во летниот период. Собствениците на угостителските објекти, градскиот татко денеска се сретнаа и направија план. Целта на тие средби е да собствениците на угостителски објекти ни дадат идеи како да се збогати забавниот живот во градот Скопје. Ние тие идеи како град Скопје со тимот и со стручните луѓе од градот Скопје ќе ги разгледаме и во наредниот период поново ќе седнеме со нив и ќе ги дефинираме конечно како тоа да го направиме. Инаку целта е да во месец август имаме супер забава во градот Скопје. Вие знаете дека на 8 септември се одржува Суперкупот, нешто што е навистина фантастично за градот Скопје. Од 7 до 12 месец се одржува Пиволентот и од тогаш почнува практично забавата во градот Скопје. Така да тие кои што ќе останат во Скопје и ќе бидат во Скопје, а ќе доаѓат и од надвор, навистина ќе имаат во што да уживаат. Како представници од угостителските објекти во Скопје се собравме и имавме идеја за да поразговараме малку со градот Скопје и неколку барања и неколку идеи што ги дадовме во врска со нашите идеи што сакаме да ја живнеме малку публиката во Скопје, значи ноќниот живот да го кренеме малку на повисоко ниво. Многу им благодариме на градот Скопје што не одбија да ни ги слушнат идеите, а за понатаму значи ќе видиме, ќе седнеме уште еднаш да разговараме. Мислам дека тоа што го планираме ние угостителите во Скопје дека ќе го постигнеме за многу кратко време во месецот август. Многу предлози и идеи беа ставени на маса на денешната редовна средба на која се дискутираше за подобрување на состојбата на забавниот живот и понуда во Скопје. Градоначалникот Трајановски, задоволен од предлозите, најави повторна средба на која ќе се соопштат насоките за реализација.